СДСМ бара декласификација на материјалите од Агенцијата за национална безбедност. Премиерот Христијан Мицкоски алармира дека обвинителството мора што поскоро да реагира за скандалот околу злоупотребите во АНБ, за прислушкувањето и следењето на политичари, вклучувајќи го и Мицкоски додека бил во опозиција, но и новинари и бизнисмени мора да има одговорност, смета власта. Оваа тема беше главна и на денешната седница за пратенички прашања на опозицијата во законодавниот дом. Председателот на СДСМ Венко Филипче повторно ги повика институциите да ги декласифицираат документите, а премиерот Мицкоски порача дека мора да има одговорност за незаконското следење. Сметам дека е од исклучително голем јавен интерес оваа за сега афера точно и детално да се расчисти. И во таа смисла, согласно членот 21 од Законот за следење, за пратење на комуникациите, се што се смета, секој материјал кој што се смета дека е злоупотреба или има криминал, практично не може да биде класифициран. Нормално е како председател на владата да добивам извештаи од страна на тие институции, нормално е од безбедносните агенции и нормално е да знам што пишува внатре, бидејќи сум носител на сертификат за највисока државна тајна. Тензична атмосфера во собранието настана и кога Европскиот фронт се обиде да провоцира околу уставното име, па му замерија на премиерот Христијан Мицкоски зошто не користел Северна Македонија. Шефот на владата му порача на Скендер Реджепи, кој впрочем е кандидат за градоначалник на Скопје, да се обиде да се однесува подемократски, а што се однесува до името на земјава. За него, како што рече, секогаш ќе биде Македонија. Премиерот, министрите, пратениците, председателот на собранието дозволуваат постојано да се прекршува уставот, употребувајќи име кое не е составен дел од уставот. Ова е прекршување на уставот, а ние говориме за правата, за уставно уредување, за законски права. Не можете вие мене да ми кажете како јас да нарекувам мојата земја при колоквијална употреба и што да кажувам. Мојата земја, јас сум кажал дека е Македонија и ќе биде Македонија. На оваа говорница можам и согласно уставот да си кажувам она кое што мислам дека можам да го кажам и тоа е слобода на говор, се вика. Вие пледирате да бидете градски татко, морате да бидете малку по-демократа. Меѓу останатите теми на седницата за пратенички прашања од опозицијата беа и економијата, платите, пензиите, истрагата за пожарот во Кочани. Од страна на собранието побарано е од владата на седниците за пратенички прашања да присуствуваат министрите за да можат да одговорат. Како што истакна председателот на собранието Гаши на последниот брифинг со медиумите. За ова разговарал и со премиерот Мицкоски, кој се согласил со барањето, посочувајќи дека тој како премиер со неговото присуство на седниците дава пример дека треба да присуствуваат и министрите.